Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Зошто тој е таков, како што мисли во себе си. Изреки, 23 глава, 7 стих. Тоа е добро утврден факт. Како се справувате со вашиот брачен другар, може да ве задржи во здравје или да ве убие. А јас не сугерирам дека вашиот партнер ќе ве убие. Начинот на кој се однесувате еден со друг може да го придвижи крвниот притисок преку врвот, создавајќи хипертензија и да, на крајот, може да настапи срцев удар. Тригодишната студија, направена од Медицинскиот факултет во Торонто, следела 103 парови, од кои секој од нив имал по еден партнер со хипертензија. И што откриле на крајот од студијата? Тие ги разделиле паровите во група среќен брак или група не толку среќен брак, во која партнерите се расправале и многу се карале. На крајот на тригодишната студија, оние кои биле во среќен брак поминувале повеќе време заедно и биле поздрави, додека оние кои не биле толку благословени приметиле дека нивниот крвен притисок се зголемува во просек за 6 поени и тие поминувале помалку време заедно. Исто така, факт е дека паровите кои се во среќен брак живеат подолго, имаат помалку срцеви удари и се подобро прилагодени од оние кои не се среќни. Додека лекарите не можат да препишат рецепт за среќен брак, тој постои и ќе го пронајдете на страниците на Божјиот учебник за бракот, во Библијата. Кога ги следите едноставните принципи што Библијата ги поставува и го третирате другиот како што вие би сакале да бидете третирани, не одите лути на спиење, брзи сте да простите, бавни сте на гнев и бавни за да укорите. Неверојатно е колку помалку стрес имате. Една статија со наслов "Болките во срцето може да предизвикаат вистински срцев удар" од страна на психијатарот Ван Бурен Охамет тврди дека кога постои гнев или непријателство во врската, секогаш кога ќе помислите на таа личност, вашето тело реагира со гнев, страв или вознемиреност. Тој докажал дека дури ако се зборува за овие извори на конфликт, додека некое лице прави ЕКГ, тоа ќе предизвика иглата да достигне нови височини, како одраз на стресот што го носи вашето тело, а стресот е убиец. Нашето срце е најранливо на стрес, но тој вели дека стресот влијае на секој органски дел од нашиот систем. Не е многу пријатна мисла. Добро, како да се справиме со емоционалниот стрес? Можете да го лекувате, многу луѓе го прават токму тоа. Подобро живење преку фармакологијата е логото на аптеките, но лековите не го отстрануваат проблемот. Можете да одите на операција. Хирургија на срцето, ангиопластика или другите процедури се прекрасни кога се потребни, но непотребни се кога можете да го промените начинот на кој размислувате и живеете, а потоа да го елиминирате проблемот. Може да се обидете да се одделите себе си од проблемот што предизвикува стрес. Многу луѓе го прават тоа. Тие бегаат, се разведуваат, но потоа не можат да се ослободат од стресот бидејќи личноста е се уште таму. А мразењето на личноста е како да си земате отров и очекувате дека другиот ќе умре. Постои подобар начин – ослободување од омраза и лутина, простување на личноста која ве повредила, одбивајќи да го практикувате правилото око за око, кое ве остава заслепени и повредени. Во катедралата Глоустер во Англија постои манастирска градина и во ова прекрасно место се наоѓа сончев часовник со порака која ни е потребна денес. Таа гласи: "Дај му го на Бог срцето твое, службата твоја и златото твое. Денот поминува, а времето истекува." Тоа се уште е точно. Иако не можете да се вратите назад, не можете да ги повлечете лутите зборови, можете да одите напред, а за да одите напред морате да се ослободите од товарот на минатото, кој полека ве убива. Ќе се навратам на темата за вашиот брак и повторно ќе речам: како се справувате со вашиот брачен другар може да ве задржи во здравје или да ве убие. Вие ќе треба да одлучите. Што току го слушнавте, доктор Харолд Сала, во овој коментар за животот.